почитуван државен ревизоре Максим Мацевски, почитувани медиуми, почитувана јавност, почитувани колеги пратеници. Најпрвен морам да го истакнам заедничкото мислење на нашата пратеничка група дека ревизорскиот извештај е направен професионално, дека гледајќи го ревизорскиот извештај може да се направи целосна слика за нефункционалноста на еден систем во една институција за која што сите политички чинители без разлика на одговорноста која што имаат или надлежностите треба посериозно да го разберат, бидејќи игнорирањето на ваквите очигледни случувања и констатирани преку вашата институција допринесува за тоа да се случуваат вакви загрижувачки и несакани сценарија. По моје слободно толкување, а по сето она кое што ќе го дадам како лично толкување на овој ревизорски извештај, можам да констатирам дека таа клиника на онкологија внатре во незините граници има направено еден организиран систем кој што треба да служи исклучиво на криминални активности за препродавање на лекови, за тргување со човечкиот живот и е претворена не во јавна здравствена установа која треба да спасува животи, туку во еден концентрационен логор кој што создава несогледливи последици за животите на пациентите кои што се борат и кои што бараат спас во рамките на таа здравствена установа. Од она кое што можам да го видам и за кое што сакам да поставам неколку прашања, имам направено и еден таймлайн на активности кои што укажува на тоа дека внатре во оваа институција може би се менувале менаџментите, но тој е инсталиран систем за лично богатење и за убиство, буквално убиство на пациентите бил организиран на многу повеќе од 7 лица за кои што во моментов не известија дека се води истрага. Сакам да изразам жалење и покрај тоа што уредно од моја страна беше испратен писмен допис на оваа седница да присуствува и државниот јавен обвинител Јовевски, затоа што она кое што е во рамките на надлежностите на Државниот завод за ревизија било испочитувано во целост и овој ревизорски извештај е доставен до јавното обвинителство веќе во месец март оваа година. Требаше да дојде господинот обвинител и да ни одговори неколку прашања кои што сметам дека ќе ги интересираат сите оние кои што во моментов се присутни тука. Од она што може да се види од тоа кое што е напишано во извештајот е дека е изразено неповолно мислење во однос на вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива за 2021 година. Исто така дека овие финансиски извештаи од овој извештај се одговорност на раководството на клиниката, кое што е застапувано од специјалист доктор Никола Васев, ВД медицински директор од 26.2017 година и Нехат Нухи, организацијски директор од 25.6.2021 година. Прашањата кои што ги покрива овој извештај биле дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на субјектот, предмет на ревизија кој што бил одржан на 16.1.2023 година и дека не се примени забелешки по нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 25/217/7 од 6.2.2023 година. Првото прашање ми е тука, ревизоре, дали на овој состанок на овие лица кои што ги споменав како одговорни за овој извештај им било детално објаснето за тоа што е содржано во овој ревизор, односно дали биле детално запознаени за податоците кои што биле напишани во овој ревизорски извештај. Да преминеме на поентата. Клиниката ја користи можноста во рамките на годишниот договорен надоместок да вклучи и условен надоместок за набавка на овој вид на лекови, тоест така наречена биолошка терапија, при што во 2021 година во два наврати се доставени барања до фондот и тоа во месец 1.2021 година доставено е износ, тоест барање во износ од 1,5 милијарди денари и во месец 7.2021 година во износ од 797,5 милиони денари. Фондот по разгледување на барањата одобрил буџет за условен надоместок во износ од 481 милиони денари. Покрај тоа што фондот не ги одобрил барањава во целост, средствата за условен надоместок кои ги добива клиниката бележат континуиран раст, а износот на одобрени средства за условен надоместок за периодот од 2017 до 2021 година е прикажан во графиконот број 1 кој што е во ревизорскиот извештај. Инаку овој условен надоместок служи за дополнителни, односно е дополнително одобрување на средства за набавка на дополнителни лекови кои што клиниката треба да ги набави. Не случајно го кажав ова, бидејќи од 2017 до 2021 несразмерно расте барањето од страна на клиниката кон овие институции за одобрување на овој условен надоместок. Зошто? Продолжувам да читам во продолжение. ДЗР извршило анализа на начинот на избор на видот и обемот на лекови за кој што е одобрен
условниот буџет, нивната набавка и аплицирање на терапијата на пациентите пошто го утврдиле следново. Фондот го одобрува условениот буџет врз основа на доставен план за специфичен вид и обем на здравствени услуги, во кој помеѓу другото се изведуваат податоци за типот на лекот, потребните количини и вкупниот износ за набавка на истите. Ова е така доколку се следат правилата. Но констатиравме дека планот на клиниката не е резултат на доставени предлози од страна на стручниот колегиум, од причина што истиот не бил функционален во 2021 година и е изготвен единствено врз основ на историски податоци за потрошените количини на лекови. Оваа состојба создава ризик од субјективно и селективно определување на лекови за кои се одобрува условениот буџет, кој не е подкрепено со стручна анализа и предлози, не е во согласност со членот 112 од Законот за здравствената заштита. Понатаму вели дека во клиниката не се донесени медицински протоколи и упатства, насоки со кои ќе се воспостават правила и ќе се утврдат критериуми кои треба да ги исполнува пациентот за да прима биолошка терапија, ниту пак во оваа насока се носеле одлуки од страна на стручниот колегиум. Имено во текот на 2021 година докторите одлучувале кои пациенти ќе примаат биолошка терапија, за што одобрение давал медицинскиот директор без да се земе предвид дали клиниката располага со доволно количини за лекови на покривање на потребите на сите пациенти кои што им била препишана терапијата. Тука би побарал подетално објаснување ако може на овој исказ од извештајот на ДЗР. Понатаму вели вака: постапката за набавка на биолошка терапија во име и за сметка на клиниката ја има спроведено Министерството, при што со економските оператори чија понуда е избрана за најповолна е склучена рамковна спогодба врз основа на која клиниката склучила поединечни договори за јавна набавка. За извршениот увид во начинот на реализација го констатиравме следното. Согласно склучените договори, во текот на 2021 година, клиниката превземала одредени обврски за која набавка обезбедила согласност од Министерството, но не и фондот, што не е во согласност со членот 9 од Законот за здравственото осигурување. Дополнително, износот на превземени обврски за набавка на биолошката терапија представува 173% од износот на одобрениот условен надоместок од страна на фондот, при што се превземени дополнителни обврски, што не е во согласност со членот 7 став 2. Во текот на 2021 година набавувана е биолошка терапија во период кога Министерството, кога постапката за јавна набавка се уште не била спроведена од Министерството. И мајки предвид дека за поголем дел од биолошката терапија има само еден економски оператор, има ексклузивно право за нивна продажба, истата е набавувана на реверс, а фактурите се изготвени и доставени до клиниката за скочување на договорите за јавна набавка. Зошто е ова особено индикативно? Ова значи дека фондот и другите институции обезбедувале дополнителни средства за набавка на лекови, чии што потребата од нивно носење ја утврдувал медицинскиот директор без при тоа да постои стручен колегиум на доктори кој што ќе го утврдува истото. Тоа значи дека само еден човек во рамките на клиниката за онкологија одлучувал колку единици од некоја терапија му се потребни, а во понатамошниот тек од извештајот ќе видиме зошто е тоа особено загрижувачки. Продолжуваме понатаму. Со увид во сметководствената евиденција на клиниката и превземените активности за вршење попис, како и извештајот за извршениот попис на средствата и обврските за состојба на 31.12.2021 година, ревизијата го констатира следното. Во делот пописните листи не се наведени вредносни показатели и не е извршено вредносното усогласување на податоците од спроведениот физички попис со податоците во сметководствена евиденција. Односно тоа што пишува во сметководствената евиденција едноставно не е присутно на терен, физички не постои. Во извештајот од спроведениот попис не е наведена состојбата на постојаните средства и состојбата на залихите на лекови, реагенси и медицински потрошен материјал. Прашањето тука ми е како дојдовте до овој заклучок. Со извршената ревизија на сметководствената и материјалната евиденција за прием, складирање и издавање на залихи на материјали, извршениот попис на состојбите на ден 31.12.2021 година, како и во успоставените контроли и нивното функционирање во овој процес, констатиравме дека клиниката нема донесена процедура за процесот на прием, издавање, потрошок и евидентирање на залихата на лекови и медицински потрошен материјал во рамките на аптеката и секоја организациона единица отделно.
Имено работењето во оваа област се одвива согласно претходно воспоставена пракса, а месечните извештаи врз основа на кои се евидентира потрошокот на залихите не се соодветно архивирани, подпишани и одобрени од страна на одговорните лица на организационите единици. Да бидам пластично разбран, ова значи дека тоа кое што претходно било набавувано по нарачка на само еден човек, медицинскиот директор, и за кој што било дополнително обезбедувани средства под назив условен надоместок, кога било внесено во клиниката, нема апсолутно никаква протокол на негово движење внатре во клиниката. Ниту дали постои во аптеката, ниту како се ракува со овие залихи, што значи дека тоа што е купено и тоа што е присутно во клиниката, едноставно нема никаква конекција помеѓу него. Не постојат работите кои што се физички затекнати во аптеката и во сметководствената евиденција. Ова е втората фаза на овој ревизорски извештај. Одиме понатаму. Како што кажав, уште еднаш да повторам, не постои усогласеност помеѓу состојбите искажани во сметководството и материјалната евиденција. Состојбата на залихите на ден 31.12.2021 година во сметководствената и материјалната евиденција не е усогласена со состојбата утврдена со пописот. Од причина што од страна на пописната комисија по извршениот физички попис не е спроведено усогласување со податоците во горе наведените евиденции и извештајот од спроведениот попис не содржи податок за состојбата на залихите. Значи, во секоја институција законска обврска е да се спроведе попис. Пописната комисија составува листа која што потоа мора да биде усогласена со овие две работи. Доколку не е усогласено, основното прашање е зошто. Тука никој не го поставил тоа прашање. Фактички укажува дека покрај тоа што залихите немале протокол на нивно движење и во пописот е констатирано дека има отсуство и никој не го поставил тоа прашање. Горе наведеното оневозможува благовремено и целосно следење на потрошокот на залихите и има влијание врз точноста на искажаните податоци во билансот на состојбата. Утврдените состојби не се во согласност со членовите 2, 6, став 2 и 12 од Законот на сметководство за буџетите и буџетските корисници, член 12 став 2 од Правилникот за сметководство на буџетите, како и другите членови на законот. Тука би сакал да добијам дополнително инфо, што значи дека токму овој дел на ревизорскиот извештај укажуваат дека внатре во движењето на клиниката има неусогласување со податоците. Зошто е тоа важно? Продолжуваме понатака. Користење на средствата согласно законските прописи. При увидот на начинот на планирање, спроведување и реализација на постапките за јавни набавки спроведени во 2020 и 2021 година, а по кои во годината предмет на ревизија од оваа сметка превземени се обврски во вкупен износ од 341 милион денари, се извршила ревизија на 13 постапки за јавни набавки со кои што се офатиле 85% од превземените обврски, кои што констатираат состојби кои упатуваат на, внимавајте, недоследно почитување на законите за јавни набавки. Имено, во одлуките за јавната набавка не е дадено образложение за потребите од набавката, што не е во согласност со членот 77 од Законот за јавни набавки, односно се распишува јавна набавка без за при тоа да биде дадено образложение зошто е тоа така. Во 3 постапки за јавна набавка во кои 2 се однесуваат на набавка на онколошка медицинска опрема, а една за надградба на системот за запишување и верификување на радиотерапевтски третман и надградба на уредот за брахитерапија, согласно кои превземени се обврски во износ од 47 милиони денари, констатиравме дека предметот на набавките не е деллив, а поради софистицираноста на опремата во техничките спецификации се наведени повеќе поединечни ставки компоненти од кои истата е составена. Овие ставки не се опишани на јасен и недвосмислен начин, со кои во целост ќе се дефинираат техничките карактеристики за опремата кои ги задоволуваат потребите на клиниката. И нормално прашањето е зошто? А тоа е заради тоа што во тендерската документација во делот на финансиската понуда се бара економските оператори да достават групна цена без да се наведе поединечна цена за секоја ставка. А економскиот оператор, кој што ги набавува терапиите, кој што е одговорен за сервисирање на апаратите, во доминантен дел од случаите е еден ист. А тоа е онаа веледрогерија на која што керката му доделува тендери на таткото. Тоа е веледрогеријата Пановски. Да бидеме на чисто и да бидеме јасни. Еднаш за секогаш во оваа држава треба работите да се кажуваат директно и така како што се.
Начинот на кој што е дефиниран предметот на набавката му овозможува на економскиот оператор субјективно да ги определи техничките карактеристики на опремата и создава ризик истата да не ги исполнува во целост потребите на клиниката, а начинот на кој што е дефинирано да се поднесе финансиската понуда создава ризик економскиот оператор субјективно да ја определи вредноста на секоја поединечна ставка компонента што влијае на реалноста на фактурираните цени и рационално користење на средствата. Зошто е ова важно? Внимавајте го средот на нештата. Медицинскиот директор само одлучува. Државата му обезбедува средства. Нема протокол на залихи, нема протокол на следење на тие залихи и тие отсуствуваат во пописот. Економскиот оператор има субјективна моќ сам да ги одредува цените, кој што му ги нарачува медицинскиот директор. Клиниката извршила набавка на лабораториски потрошен материјал во износ од 22,7 милиони денари, при што констатиравме дека дел од реагенсите се за медицинска опрема, апарати со затворени системи. Тоа го кажа почитуваниот ревизор и тука со само еден понудувач се создава негативна можност за негативно надавање, односно понудувачот се доаѓа во ситуација на каде ја те суди, каде ја те тужи. Само единствениот понудувач може да ја одреди цената која што ќе плаќаат граѓаните, а која е таа цена, на кои потребни работи, на тие кои што ќе ги нарача медицинскиот директор, за кој што во рамките на институцијата нема протокол за средење на истите. Дали тука на кое што го видовте и по законските норми може да се забележи одреден случај на фаворизирање на операторот. Цитирам, според наше мислење, односно мислењето на ДЗР, поради значењето на прашањата изнесени во точката 4.2, финансиските извештаи не ги прикажуваат вистиното и објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Скопје на ден 31 декември 2020, како и резултатите на финансиските активности за годината која завршува со тој ден во согласност со важечката законска регулатива. Токму поради тоа, не е тука помеѓу нас присутен јавниот обвинител, заради тоа што кога има во одреден извештај кој што е доставен во месец март, индикација на повеќе прекршувања на законот, треба веднаш и неодложно да се отпочне со истрага и досега неколкумина требаше да бидат во притвор заради основниот постулат на одредување на мерката притвор. Не да влијаат на сведоци, да не ги зацкриваат трагите. Подопрен глас беше отворен на истрагата. Јавниот обвинител молчал со месеци, имајќи го во извештај во своите раце. Одиме понатаму. Ова што е најзагрижувачки од се. Во текот на 2016 година, тука ќе видите поентата и суштината на тој оператор кој што го споменувам. И како тие богаташи, и како тие луѓе кои што за профит, како оваа веледрогерија во Пановски, одлучува кој ќе живее, а кој ќе го изгуби животот. Одлучуваат како ќе си поиграат со животите на луѓето, влијаејќи со пари на тие кои што ги водат овие здравствени установи. Во текот на 2016 година Министерството во име и за сметка на клиниката има набавено линеален акцелератор со вредност од 106 милиони денари во функција на подобрување и зголемување на достапноста на медицинските услуги. Иако апаратот е даден на трајно користење на клиниката, до денот на ревизијата не е ставен во употреба, односно се води како материјално средство во подготовка и се чува во царинско складиште, за што на годишно ниво се плаќаат 189.000 денари, или 1 милион денари во период за целото чување. Сега зошто? Заради тоа што велат дека немало просторни услови во клиниката за онкологија. Но во моментов, според моите информации, сегашнава директорка создава просторни услови за овој апарат да биде приклучен, односно да биде ставен во функција. Доколку некој, односно менаџерот на таа клиника има ваков предизвик, може многу лесно да го надмине со тоа што дадени се услови во рамките на законите да распише јавна набавка, да избере изведувач и да се создадат просторни услови. Зошто досега и покрај тоа што 2016 година е набавен апаратот не бил приклучен во употреба и не спасил многу животи, можете да го видите во следниот исказ. Од друга страна, овластениот сервисер на акцелераторот до клиниката испратил известување во кое се наведува дека поради долгиот временски период на чување и истечената гаранција на апаратот не е во можност да ја предвиди висината на трошоците кои би настанале за негово инсталирање и пуштање во употреба. Дополнително се наведува дека поради големата неизвестност и ризик не постои можност да се даде разумна понуда само за инсталација на наведениот акцелератор, поради што до клиниката понудени се, замислете, две предлог решенија за оптимизирање и обновување на делот со радиотерапија. Прво,
инсталација на акцелераторот кој се чува во магазин и дополнителна набавка на нов во вредност од 2,5 милиони евра. Тоа е едната опција. И втората опција од овој економски оператор е следнава. Набавка на 2 нови акцелератори во замена за акцелераторот кој се чува во магазин во вредност од 5,2 милиони евра. Еве ги двете опции кои што ги дава економскиот оператор, кој што во клиниката може да одлучува кој ќе живее, а кој ќе умре. Кој што е одговорен за обезбедување и доставување на терапија и кој што, отворено го кажувам ова, ќе се докаже понатаму во текот на анкетната комисија и во процесите кои што следат дека директно влијае на овие случувања. И клучот. На страната 20 од овој ревизорски извештај можете да го видите завршниот дел на ова кое што се случува во клиниката. Согласно член 92г од Законот за здравствена заштита, министерот за здравство е должен да воспостави национален систем за материјално, финансиско и сметководствено работење во ЈЗУ, кој треба да овозможи побрзо, полесно и правилно донесување на одлуки во управувањето со финансиите и останатите работни процеси во ЈЗУ. Следење на критичните точки на потрошувачка контрола и намалување на поединечните и вкупните трошоци во ЈЗУ. Согласно одредбите од овој закон, ЈЗУ се задолжени да воведат редовна евиденција на потрошокот на медицински материјал, класифициран по пациент, по упат и по здравствен работник, односно здравствен соработник и задолжителна евиденција на залихите на медицинските материјали во главното депо и во сите помошни депоа на лекови. Ова значи дека сите министри кои што имале мандат во овој период на случување на овие нешта немаат само политичка, туку имаат и кривична одговорност зашто директно го прекршиле овој член на закон. Изјавата "не знаев и никој не ми извести за като системот" едноставно не смее да биде игнорирана. И овие министри биле должни тие критични точки, затоа што во ревизорскиот извештај постои диаграм на зголемување на средствата барани за условен надоместок. Таа е критична точка. Некој требало да постави прашање и е тоа утврдено со закон. Зошто ова го говорам? Националниот систем треба да биде составен дел од интегрираниот здравствен информатички систем. Повторувам, здравствен информатички систем. А за непречено функционирање на системот и јавните здравствени установи се задолжени да обезбедат софтверска апликација, која ќе овозможува непрекинато двонасочна комуникација и размена на податоци. Овој информатички систем кој што функционира на база на софтверска апликација требало да ги следи сите следења, односно сите движења на лековите и терапијата внатре во клиниката. Не требало да биде оставен на човечки фактор, туку требало овој информатички систем да води сметка за залихите, за тоа што е вклучено во пописот, за кој одредува терапија и кој колкава терапија доаѓа, односно на крајот од денот колку терапија се троши по единица, односно по глава на пациент. Со анализа на превземените активности поврзани со оваа законска обврска констатиравме дека и покрај тоа што законската обврска за востанување на националниот систем е воведена во 2015 година, активностите на министерството се уште се наоѓаат во почетна фаза и според добиената информација националниот систем од јануари 2018 година не е во функција поради необезбеден договор за негово одржување. Поради наведеното не е обезбедено следење на критичните точки на потрошувачка контрола и намалување на поединечните вкупни трошоци во јавните здравствени установи. Клиниката има востановено евиденција на потрошокот на материјали по пациент во рамки на постоечкото софтверско решение, а во отсуство на насоки за постапување од страна на министерството, се уште нема превземено активности за поврзување на постоечкиот софтвер со интегрираниот здравствен информатички систем или пак набавка на нова софтверска апликација која ќе овозможува непрекината двонасочна комуникација и размена за податоци на клиниката и министерството. Прашањето е зошто нема обезбедено, за да можат сите овие процеси кои што ги наведов во претходниот тек да течат непречено и тој организиран систем на сторен и организиран криминал во рамките на клиниката да тече непречено. Односно тој систем кој што е криминален и овој крунски доказ кој што пред нас се нарекува извештај на Државен завод за ревизија ќе биде еден од крунските докази и во анкетната комисија која што е предводена од Рашела Мизрахи. Сите овие ликови ќе бидат повикани да одговорат на прашањата и токму со притисок на јавноста нема да се спречи ваквото бегање од одговарање на прашања како што го направи тоа обвинителот. Од тие точки кои што ги повторив, од условениот надоместок кој што се добива за набавка на лекови, од отсуството на протокол,
од немањето на процедура за следење на залихите, од јавните набавки кои што ги уредува операторот по барање на медицинскиот доктор, од самите постапки на операторот, од неинсталирањето на овој акцелератор, како и отсуството на инфосистемот, укажуваат дека истрагата треба да се прошири на повеќе од 7 лица, дека треба да биде робусна и брза и веднаш да се прикине тоа кое што се случува во таа клиника. Затоа што тоа не е завршено заклучно со денот кога излезе овој случај, туку тоа се уште трае секојдневно и во моментот додека седиме тука, оваа организирана криминална банда која што убивала луѓе за профит, се уште продолжува да работи, затоа што никој од нив не е оддалечен, има можност да ги прикрие доказите и да влие на сведоците. Благодарам.